председателе, почитуван заменик министер, да, веројатно повторно се повикавте на буџетот на животна средина, повторно таа зелена агенда, зелен развој, но повторно доаѓаме до истото дека факт е дека кај нас лабораториите и оние сите други механизми на мерење на загадувањето во воздухот не ги мерат тешките метали во воздухот. Значи се мерат само PM 1 и 2 чистички. Не се мерат тешки метали, а тоа е најстрашното. Тоа е тоа што ги предизвикува сите болести, сите заболувања. Бараме, значи со овој амандман се бара акредитација повторно на методи на Централната лабораторија за животна средина. Значи претходно беше за акредитација на лабораторијата при Природно-математичкиот факултет за едни за полициклични ароматични аглеводороди и сега станува збор за акредитација повторно за мерење на тешки метали во воздухот. Терминот тешки метали се однесува на метали кои имаат релативно висока густина и се токсични при ниски концентрации. Законска обврска е редовно мерење на оловото, арсенот, кадмиумот и никелот и да се види дали истите ги надминуваат зададените вредности, но тоа не се прави, верувајте, ние се обидовме да најдеме последни мерења, кога се последен пат мерени вредностите на концентрација на овие тешки метали, не можевме да најдеме. Успеавме да најдеме само колку е дозволена концентрацијата, а кај нас, за жал, со години веќе не се мери концентрацијата на тешки метали, а потребно е мерење на тешки метали од страна на инспекторите и државата и именно само таа потреба Државната централна лабораторија мора да се акредитира и потребно да има соодветно акредитирана метода за да можат мерењата да бидат валидни и законски издржани и понатаму да овозможат израчување на глоби поврзани со нивното надминување. Јас нема да се повторувам колку е важно ова, повторно станува за чист амбиентален воздух, но еве ќе кажам повторно за 20% намалено во буџетот, намалени се средствата за квалитет на воздух и тоа само во споредба со ребалансот од оваа тековна година, да не избориме доколку ги испоредиме со претходните години. Значи повторно има намалување. Јас не знам што беше целта на овој буџет, особено на ставката за животна средина. Значи тука реагирам и ги повикувам Министерство за животна средина, посебно министерот, што мислевте вие за оваа зима, да се угушиме сите, па го намаливте волку буџетот? Што се мислеше? И колеги, почитувани колеги од власта, бидејќи вие одлучувате дали ќе се прифати амандманот, имате ли совест за тоа како воздух дишаме? Навистина, ова веќе не е политика, ова е живот. Ова е здравје за сите, па и за вас и за нас. Со маски ќе треба да почнеме да одиме, бидејќи навистина смрди воздухот. Не знам како вам не ви пречи тоа. А смрди затоа што нема соодветни мерења, затоа што секој прави што сака. Тешки метали не мериме во воздухот. Страшно е ова. Апелирам до вашата совест. Апелирам за здравјето на сите, вклучително и вашето лично здравје, вклучително за воздухот што сега ние го дишаме тука, за кој што не знаеме што дишаме. Ви благодарам.